Добар ден, криптоентузијасти, денеска имаме многу битна тема. Практично оваа тема која што денеска ја обработуваме, односно објаснувањето околу потенцијална рецесија, значи се сведува на тоа. Дали ќе имаме потенцијална рецесија, сето ова практично во комплет, сето ова што ја презентираме денеска, буквално треба да го земете и дебело да го размислите, дали и понатаму ќе инвестирате во криптосекторот или не. Односно, се наоѓаме пред еден како што гледате позади мене, доста нејасен период, значи станува збор за период во кој што не можеме да знаеме пред време што ќе се случи, но во секој случај, значи, веднаш ви кажувам дека јас си понатаму останувам цврсто во моите инвестирања во криптосекторот, во мојата доверба во криптотехнологијата. Така да, ќе образложам дебело зошто, значи знаете дека секој што го правиме со соодветни технички и статистички докази, така да се ќе објасниме уште од самиот почеток, уште од почетокот на оваа криза па до денес. Така да се ќе ви биде јасно на крајот од ова видео, можеби ќе трае малку подлого, но мораме да го направиме тоа со цел детално да објасниме како функционира економијата, сега зборувам на најголемо ниво. И зошто е толку битна нормално економијата на Америка, затоа што знаете и сами дека едноставно рецесијата за жал почнува од најголемите сили во оваа ситуација како Америка, потоа се префрла и врз целиот свет на глобално ниво. Така да рецесија во Америка е крајно негативна ствар, но не заборавајте дека ова е краткорочна ствар. Значи рецесиите, барем во новите, да речем, времења од 2000 година па наваќе, не траат многу долго повеќе од 1-2 години максимум. Така да уште еднаш ќе напомнам, значи ова е многу битно, ќе образложиме на крајот и што очекувам во однос на рецесија и биткоин. На крајот од ова видео ќе биде ставено во предлог и видеото каде што детално објаснуваме за рецесија и криптовалути, значи како дополнение на овој материјал, каде што буквално само на тоа се посветуваме, а денеска прво ќе објасниме зошто очекуваме дека потенцијално ќе има рецесија и како тоа очекуваме да делува на нашиот бул маркет моментално. Сега, за да стигнеме до делот каде што треба да разговараме за потенцијална рецесија, ние прво треба да видиме како сме стигнале до тука. Така, значи да видиме како и секогаш како американските економисти стигнаа до ова дередже, нели, да се наоѓаме буквално пред рецесија со огромна инфлација, значи хаос до хаос. Со тоа што ќе одиме постепено од 2020 година до 2024 година, да видиме како сме стигнале овде. Нормално, не значи дека сега ние ќе обработуваме секој од овие феномени поединечно, но нели едноставно ќе направиме таймлайн на сето оно што се случувало и да видиме прво дали воопште економистите во Америка знаат што прават. Значи тоа е многу битно, дали овие луѓе воопште имаат абер од тоа што го работат. Значи тоа е многу битно затоа што на тој начин ќе разбереме што да очекуваме. Значи тоа е како знаете дека вашите работници се неспособни, знаете дека очекувате хаос, очекувате, нели, постојано да се случуваат истите грешки. Па така и во оваа ситуација, односно, значи буквално овде кога го запиша затоа што баш е така, значи глобалната економија моментално е како авион со кој управуваат стюардеси. Значи буквално тоа се случува. Затоа што ние сега ќе одиме чекор по чекор да видиме, нели, какви се нивните изјави и постапки и што уствари се случувало, за потоа да можеме да разбереме што ќе се случува, затоа што ова се случува постојано. Ова е нормален циклус, верувајте ми, ова не е ништо надвор од нормалното, но е ново за крипто, затоа што крипто до сега никогаш не се наоѓал во рецесија. Тоа е најбитниот дел кој што треба да го анализираме и да го разбереме од ова видео. Сега, 2020 година. Вели, еве зошто економистите очекуваат дека принтање на трилиони долари, кои што им ги даваа како, нели, стимул на луѓето кои што седеат дома, нема да предизвика инфлација. Значи, прво не може да се нарекуваш самиот себе си економист ако веруваш дека принтање на тоалетна хартија во боја, која што ја зголемува вкупната количина на пари на пазарот, нема да предизвика инфлација. Значи, не постои, како да ја објаснам, тоа е едно од првите правила во економија. Не постои начин на кој што ти ќе додадеш одредено добро на пазарот во огромна количина и нема да предизвикаш негативни последици на овој пазар, се разбираме. Сега, значи ова е нормално CNBC, ова го има на многу места, значи не само на CNBC, ова јас го најдов како една од најголемите телевизии, која што го објавува, значи не ме интересира артикалот, значи она што треба да го видите овде е дека ова не се економисти, ова се дечиња. Значи овие нема абер што се случува. Сега зошто го велам тоа? Значи еве да погледнеме како изгледа money supply наспроти инфлација, односно принтање пари наспроти инфлација. Значи еве сега тоа ќе го зголемиме доволно за да може убаво да се види. Значи плавата линија ни представува
раст на money supply, раст на пари на пазарот, значи колку повеќе се принта на пазарот, а додека црвената линија ни представува CPI, односно тоа е нели инфлацијата која што ги опфаќа нели вредностите на се, на прехранбени продукти, нафта и се останато. Со тоа што овде кај одише 1870 година, 1875 официјално, каде што гледаме дека буквално секогаш кога сме имале зголемување на money supply, зборуваме на годишно ниво, се зголемувала нормално и самата инфлација. Кога сме имале намалување, истата се намалувала, се зголемување, истата се зголемувала. Не секогаш напоредно, некогаш гледаме како тоа случувало заедно, значи како зголемуваме во оваа ситуација приливот на пари, ново испринтани пари, така веднаш се зголемува инфлацијата и обратно. Со тоа што значи сега нема да налогуваме во тоа што е инфлација, ова е нешто сме го објаснувале многу пати до сега. Идејата е поскапување на цени. А нормално кога вие имате повеќе пари на пазарот и овие пари нормално се користат за купување на ствари, купувачите гледаат дека има поголемо побарување и автоматски ги подигнуваат цените. Значи во глобала, во наједноставно ниво, така може да објасните инфлацијата, се разбираме. Значи еве, нема да навлегуваме во детали, само како еден пример ќе земе, значи да објасниме зошто е директно, значи принтањето на пари поврзано со инфлација. Еви прост пример. Да речеме дека државата е едно најобично сел, во кое што имате една продавница и да речеме сега моментално ќе го земеме еден продукт од оваа продавница, тоа е да речем сирење. Така, еден човек има моментално принтање на пари, значи како што знаете во секоја држава има еден субјект во оваа ситуација, да кажеме дека еден од селаните има принтер за пари и он принта нели пари и ги пушта парите во оптек во селото. Така, со тоа што он ги пушта, со тоа што практично купува ствари. И сега нормално, како повеќе и повеќе пари влегуваат во оптек во селото, така повеќе и повеќе од селаните купуваат сирење од продавницата затоа што може да си дозволат. Така. И сега на пример дека претходниот месец, да речем, човекот кој што ја поседувал со продавницата продал да речеме 100 кг сирење. Но во наредниот месец продал 500. И сега он гледа дека има интерес на пазарот, луѓе имаат пари, нормално е дека он ќе крене цената на сирењето, се разбираме. Колку повеќе пари има на пазар, колку луѓето повеќе купуваат, така повеќе се крева цените на се разбираме. Но каде е овдека проблемот? Тоа што луѓето не го разбираат е дека они се помалку вредност на парите имаат, се разбираме. Затоа што вие имате се поголема количина на пари, но се поскапи цени. Што значи дека вие практично со зголемувањето на количината на парите, затоа што ги има повеќе во оптек, ја намалувате нивната вредност, а во исто време се зголемуваат цените затоа што луѓето гледаат дека нели има поголем обем на пари, луѓето купуваат, така. И затоа секогаш кога ќе погледнеме дека имаме зголемување на обемот на пари во оптек, имаме и зголемување на инфлацијата и обратно. Како се намалува доларите во оптек, луѓето немаат пари, така, значи сега идеме обратен процес во истата оваа продавница. Ако вие после еден месец почнете да ги повлекувате парите назад, овој човек што има принтер, како ги добива парите назад, така и ги гори. Така, што значи дека се намалува моментално циркулационата маса на пари на пазарот и автоматски човекот со сирењето гледа дека продал 30 кг сирење третиот месец. И вика, ја морам да намалам цената затоа што луѓето очигледно не купуваат. Што значи дека автоматски намалувањето на доларите на пазарот врши и принудно намалување на цените затоа што гледате дека луѓето не купуваат, така. Значи морате да бидете конкурентен на пазарот и ги намалувате цените. Така функционира соодносот помеѓу пуштање на пари на пазарот и цените. Тоа е многу битно, затоа што на тој начин се крева инфлацијата. Инфлацијата е буквално реализирање на цените на пазарот. И повторно, кревање на money supply, кревање на инфлација, спуштање на инфлација. Значи не треба да повторуваме, гледаме дека дали е тоа било во 1875 или во 2000-те, буквално имаме исти резултати, само нели некогаш имаме дополнителни индикатори кои што да речем предизвикале инфлацијата да се крене повеќе или помалку, така. Во секој случај, значи неминовно е фактот дека принтање и тоа принтање, значи да не забораваме дека екипата, значи сега треба и да видиме колку големо принтање има, се разбираме. Значи во 2020 година, пред пандемијата, имало 15,4 трилиони практично испринтани банкноти. За една година после тоа да имаме, значи од 15,4 до крајот на ова принтање да стигнеме до 21. Значи дека они грубо околу 50% ја зголемиле количината на пари во оптек на економијата. И вие принтате 50% повеќе банкноти ги пуштате во оптек и викате, абе, нема да има инфлација, нема потреба да се секирате. Но каде е сега овдека проблемот? Значи имаше една мисла која што
не ме остава равнодушен и ова е една од оние кои што јас лично многу ги почитувам, вели ако луѓето знаеа како функционира, значи во една нација, било која нација, ако луѓето на вистина разбираат како функционира банкарскиот и монетарниот систем, уште утре ќе има револуција, се разбираме? Значи, буквално, во моментот кога луѓето ќе разберат како функционира банкарскиот и монетарниот систем кој што е направен за да ве краде, значи вие уште следниот ден ќе направите револуција, затоа што ова е, како да ви кажам, најголемата кражба на 21 век. Од уништувањето на златната резерва до денеска, ние живееме секој ден кражба. Се разбираме? Значи, инфлацијата е буквално кражба која што вие врши државата на годишно ниво. Затоа што имате варирање во секој случај, значи буквално на годишно ниво колку ви намалува од вредноста на вашите пари. Сега ќе поминеме ни сите лаги кои што ги кажа, значи овие економисти гениалци, така, за да видиме како се одвивале работите. Следната лага беше дека инфлацијата нема да биде висока. Значи првата лага беше ХЦ. Значи ќе принтаме пари, не се секирате, инфлација нема да има, зошто оти не ја разбирате, така. Значи буквално го користат моментот дека поголемиот дел од луѓето абер немаат што е тоа економија, ниту па како функционира, ниту па знаат што тоа ќе предизвика, се разбираме. Во моментот има повеќе пари и нив им е битно дека тоа предизвикува да имаат поголема потрошувачка моќ. Луѓето не се замараат со повеќе од тоа, се разбираме, и затоа нив не има проблем кога има повеќе испринтани пари. Нив има проблем сега, кога ќе дојдеме до што се случува кога испринтале пари, се разбираме. Сега, значи, што се случи во 2020 година? Значи, ова е класичен dot-plot план од јуни 2020 година и да видиме што очекувале во наредните 2 години. Еве, значи ова е, ова било кажано од некој економист, така, некој негово приватно мислење. Но ова е најголемите економисти во Америка кои што нели се гувернери, кои што треба да разбираат тоа работи, кои што се тие кои што одлучиле дека треба да се испринта 50% повеќе банкноти, така. Значи еве да видиме што очекувале они во однос на инфлацијата. Значи кори писија инфлацијата, они не очекувале од 2020 година дека ќе дојде потенцијално, погледнете, значи максимум до 2%, што е практично нели очекуваната горна граница и посакуваната горна граница на инфлација, без разлика дали е PCE или кор инфлација, така. Значи во оваа ситуација ние гледаме дека они до 2020 година воопште не ни планирале дека инфлацијата ќе излезе од контрола. А што добивме? Значи ова е, нели сега, ова е втората лага што кажа дека не се секирате, висока инфлација нема да има. И сега јас ќе ги отворам чертовите на двете инфлации во последните 5 години да видиме што сме добиле. Значи во 2020 година, кога инфлацијата била 1,2%, они очекувале дека до 2022 година ќе остане до 2%. Со тоа што кор инфлацијата, која што многу потешко скокнува, достигна 6,4%, а CPI инфлацијата достигна неверојатни и многу долго невидени, само да оставиме ова како да биде поедноставно, 8,5 и максимум 9%. И ако ова го ставиме на полувременски период, ќе видиме зошто го кажувам тоа. Последен пат толку висока инфлацијата била, погледнете, во 80-тите години, и тоа овдека дури не била 9, била во буквално 80-та година. Последен пат 9% инфлација. Се разбираме? Толку ги бива економистиве, што мислат дека 50% повеќе банкноти нема да предизвикаат инфлација, а предизвикале инфлација колку што сме имале последен пат во 80-тите, и тоа е поради ембаргото на нафта. Видео кое што веќе го имаме обработено, кое што верувам дека може да го најдете многу лесно на нашиот канал и зошто се случило тоа. Овдека буквално од измислена пандемија и од испринтани пари за луѓето да може дома да седат, дојдовме до 9% инфлација CPI. Сега, следната лага, значи нели нема да има висока инфлација, кога испадна има висока инфлација. Значи ова е артикл од 2021 година, јуни, вели не се секирајте дедо Пауел, значи не заборавајте дека после сите овие срања, овој човек е се уште главниот, односно канцеларот на Федералната резерва. Дедо Пауел вика, не се секирајте дека инфлацијата е вика само привремена. И вика ќе престане. Да, секоја инфлација е привремена, само што некоја од овие инфлации траат и една декада, се разбираме. Но како и да е. Значи не се секирајте привремена инфлацијата, брзо ќе знаете она што кажува дека е транзитори, дека е само привремена и дека нема шанси да трае долго. Па 2021 година. После тоа имате во 2024 година Дженет Јелен, ретардата која што е одговорна на
трежери, односно на буџетот на Америка во 2024 година вели жали што ја нарекла инфлацијата транзиторна, односно привремена. Нели привремена ги вие сега? Не разбирам. Најнаш исто и овој ретардов на Федерална резерва вели инфлацијата вика е секогаш монетарен феномен, но никогаш не е транзиторна. Чекај сега, стои. Дали ја не разбирам нешто? Сега, нели е привремена? Привремена практично е транзиторна, дека е во делов, се разбираме моментално и дека истата ќе престане да постои наскоро. Така. И сега најнаш ама по сеј ќе остане полого. 2023 година, 13 декември. Значи, на овие луѓе не смее да им се верува. Овие луѓе се проблемот, затоа што ние сме стигнати до ова каде што сме стигнати, се разбираме. Значи, они буквално кажуваат се обратно од тоа што реално се случува. Тоа ви кажува дека они абер нема што се случува со економијата. Знаете што е најголемиот проблем? Па, некој немиен од Македонија со чарт најден на Google ви дава подобри проценки за економијата во Мурика, која што реално и не ја познава, и јас не инвестирам во таа економија, не таа економија ме интересира, само заради тоа што делува на моето портфолио, се разбираме. Значи јас со моите Google чартови ви давам подобри проценки од ретардите од Федералната резерва кој што има милиони и огромен, нели, огромен тим кој што работи за нив на, нели, анализирање на економијата, нив тоа име работа, мене ова ми е хоби. Сега да додиме, значи, до следниот дел, ова е последната епизода, значи ова е веќе финалето на оваа сезона, значи последната епизода од оваа сезона, и ќе биде доста јако, каде што Джером Пауел на 6 март 2024 година гледам добар пат до soft landing. Многу од вас сте слушале што е тоа soft landing, сега да објасниме малку накратко. Значи soft landing во оваа ситуација кога сме имале висока инфлација и нели они морале да покачат практично стапка на камата и така натаму, значи во оваа ситуација сега што се случува? За да дојдеме до soft landing, мораме да стигнеме до степен каде што ќе успееме да ја намалиме инфлацијата без при тоа да предизвикаме зголемување на невработеноста, а со тоа и рецесија. Се разбираме? Значи нешто што никогаш не се случило или можеби еднаш во историјата, со тоа што рецесија, значи за оние кои што не знаат, можеби некој од вас прв пат го гледаат овој канал или прв пат се среќаваат со овие поими, тоа е сосема нормално, значи секој од нас учи. Значи рецесија технички представува уназадување на GDP, на бруто домашниот производ на една земја, во две последователни четвртини под нула, се разбираме. Тоа значи дека наместо да се зголемува економијата, истата не само што се намалува, туку моментално и се уназадува во две четвртини последователни во, нели, државата на која што сметаме дали е во рецесија, така. Со тоа што да не забораваме дека веќе неколку европски земји влегува во рецесија, вклучувајќи ги Германија, Шпанија, исто така и Јапонија, истиот блок, нели, се веќе во рецесија. Сега, значи, до сега беше муаветот као не се секирајте, рецесија нема да има, нели? Као се е под контрола, супер е пазарот, немаме никаков проблем, невработеноста е одлична, значи тоа беше постојано кажувано на секој Fed meeting, FOMC, нели, на пресконференција, каде што гериатрија Джером Пауел, нели, најекиот економист во Мурика, вели не се секирајте, значи soft landing е повеќе, гледајте, значи дечкото гледа начин како ќе стигнеме до soft landing. За ова да се случи пред само еден ден, каде што дојдовме во ситуација каде што за еден ден, значи Wall Street изгубил 3 трилиони од пазарот вредност поради страф нормално, поради фад. Со тоа што вика последен пат ова се случило во 2020 година кога се случи ковид, така. Значи станува збор за огромен пат. Значи 3 трилиони воопште не се играчка, 3 трилиони е целиот криптопазар заедно. Сега, значи добивме пад на најголемите акции, тоа солидно е, гледате, значи за нив ова е невидено, се разбираме. Значи Google 2,3, Amazon 8,8 пад, Microsoft 2, Nvidia 1,7 и така натаму, сега да не влегуваме, но значи ова беше вчера хаос на пазарот, тоа плачки по Wall Street, глави летаат, крв на земја. Сега, зошто е ова толку битно? Значи, прво од каде се тоа потекнува? Значи потекнува од еден податок за невработеност кој што нас ни беше јасен, значи ние го обработуваме постојано и постојано кажуваме дека
невработеноста ќе предизвика проблем. Излегување на невработеност од контрола ќе направи колапс на економијата. Зошто јас си понатаму велам дека крипто за мене е решението и останува во истото на крајот од ова видео, значи верувајте ми, крајно е поврзано со крипто. Многу од вас сега си кажа што ме интересира мене за S&P 500, треба да ве интересира многу, затоа што буквално овој колапс може да предизвика за она што е направен биткоин и крипто секторот да дојде до израз, се разбираме. Сега, значи невработеност они очигледно очекувале да биде негде околу 4 до 5% во текот на оваа година. Сосема очекувале, значи ова го предвиделе. Една работа предвиделе дека очекуваат дека невработеноста ќе расте. Со тоа што они постојано викаат дека нема шанси, 4,1 се уште е нормално, што реков јас. Јас реков дека над 4% се е веќе нестабилно и дека над 4% многу ни одговара затоа што ќе ја принуди Федералната резерва да почне со rate cuts. Ќе објасниме точно што тоа значи и зошто е толку битно, затоа што треба да разберете како функционира целиот овој пазар. До сега разговаравме што засаде. Така да, главната причина поради која што ние видовме толку голем пад на пазарот и кој што кажаме rate cuts се толку многу битни е буквално поради ова. Зошто? Затоа што пазарот реагира бурно кога одредени ствари не се како што очекува. Се разбираме? Тоа многу пати сме спомнале до сега и ова беше класична дефиниција за тоа. Односно, пазарот очекува според консензус на пазарот да добиеме 4,1% невработена стапка и Trading Economics го потврдува истото. Така. Со тоа што ние сме добиле 4,3. Зошто се случува се тоа? Затоа што пазарот моментално очекува дека ова ќе доведе до рецесија. Да, до rate cuts, но во исто време и до рецесија. А рецесија значи паѓање на вредностите на сите акции. И тоа го видовме, така? Односно, кога видео 4,3%, знаеки историски што ова предизвикува на Федералната резерва, тоа ќе работиме во вториот дел од ова видео, знаат дека Федералната резерва ќе почне со quantitative easing за да спречи рецесија која што моментално е на повидок. Односно, првиот момент кога невработеноста излегува од контрола, ние влегуваме во рецесија и тоа ќе ви го покажем на ова видео и затоа добивме толку големо продавање на пазарот. Односно, ова што го гледате овдека е луѓе излегуваат од апсолутниот врв на овој пазар, затоа што веруваат дека сега ќе влеземе во рецесија и дека овие акции ќе продолжат да крварат. Затоа што рецесија за овие акции значи дека истите ќе изгубат на вредност. И, за да го докажеме тоа, значи искусните инвеститори знаат точно што прават, односно погледнете. Секогаш, значи овие сиви периоди се рецесија. Секогаш кога сме имале рецесија, ние сме биле во пад на S&P 500, што уствари ги содржи овие најголеми акции во Америка. Погледнете. Секогаш кога сме имале рецесија, се некогаш рецесијата траела неколку месеци, некогаш траела година-две, но најчесто предизвикувала пад на овие акции. И затоа ваквиот страф од зголемување на невработеноста која што ќе доведе до рецесија и ќе ги намали цените на индексите, предизвика овие луѓе да си продадат своји позиции во овие големи акции, очекувајќи дека моментално влегуваме во надолен дел од овој циклус, односно дека ќе имаме bear движење. Сега, да не забораваме дека Федералната резерва исто така не гледа рецесија во наредните неколку години. Да, и тоа можеме да покажеме точно како потенцијално ќе го направат со единствен начин ова да се случи, со оглед на фактот дека се замешани во 3 војни и нивната власт во светот брзо опаѓа. Единствен начин ова е ново принтење на пари. Тоа е следниот дел од нашето видео. Сега, значи да не забораваме дека ова е уште една битна да речам, како да кажем, прогноза која што очигледно ќе утна, ниту ќе има soft landing, ниту пак рецесија нема да има. Значи уште еднаш ќе напоменеме дека историски гледано секогаш кога сме гледале сега ова влегуваме во вториот дел од ова видео. Значи да видиме што се случувало, ќе покажеме на нашето видео. Значи а ова е дел каде што историски секогаш невработеноста најавувала рецесија и најавувала намалување на rate cuts. Тоа да ќе го објасниме подоста, но само за почеток би сакал на кратко да го покажам ова. Од 27 јули, тоа е само момент. Значи 27 јули беше снимено ова видео каде што ние јасно кажавме 2 типа на средства. Што очекуваме од следната стапка на невработеност? Значи ова ние не го кажуваме во последното видео, ние го кажуваме месеци наназад и кажуваме дека значи стапката на невработеност е главниот притисок врз Федералната резерва кој што ќе ја натера да почне со rate cuts и со quantitative easing за да не влезе во рецесија. Значи сега сме веќе пред пресуден момент. И сега ќе објасниме зошто, но прво да слушнеме што сме кажале пред само 5 дена. Значи, нели, магија.
Но првиот и најголем притисок кој што го имаат е нивната невработеност, односно невработеноста конечно надмина над 4,1%. Моментално следната стапка за невработеност ќе ја добиеме на 2 август. Ако оваа стапка и понатаму продолжи да расте над 4%, тоа значи дека конечно невработеноста излегува од контрола. 4% е стапка до која што Федералната резерва и понатаму цени дека невработеноста е под контрола. Во моментот кога ќе излезе надвор од контрола, што сме го гледале многу пати до сега, што најчесто било буквално момент кога истите променувале од rate hikes во rate cuts, односно од quantitative tightening во quantitative easing, или поедноставно за јавноста почнуваат да принтаат повторно пари, тогаш практично и невработеноста излегува од контрола, затоа што најчесто се случува да премногу долго ги држат овие стапки високи, па затоа и невработеноста Ете, Војне Бањатиов од Македонија со чартовите од Google, да не ти се веруја, ко да разбираме малку повеќе дури од овие од Федерална резерва. Но како и да е, значи што ќе напоменам, ние немаме потреба да бидеме во право за да ни ракоплескаат, значи ние имаме потреба да бидеме во право за нашето портфолио, се разбираме. И затоа постојано зборувам. Значи, она што ќе го учите на овој канал, гледајте да го искористите за да направите профит на вашето портфолио. Само тоа е битно. Друго ништо не е битно освен тоа. Дали ќе кажеле луѓе дека сте биле во право и дека браво, секоја чест, дечко, ништо од тоа не е битно. Битно е да бидете во профит на вашето портфолио и тоа што сте научили на овој канал да го искористите позитивно за ваша финансиска независност. Сега, влегуваме во вториот дел. Значи, прво треба да објасниме зошто е се тоа толку битно и од каде потекнува целиот овој проблем кога станува збор за невработеноста, rate hikes, rate cuts и нормално quantitative easing, quantitative tightening и зошто е се тоа толку битно. Се тоа е поврзано со позајмувањето на американската влада. Значи, да ви биде јасно. Се тоа е клучно поврзано со тоа колку моментално Федералната резерва позајмува на американската влада. Односно, овој чарт кој што гледате овдека е колку моментално Федералната резерва има купено долг од страна на американската влада. Значи, моментално дојдовме до неверојатни 9 трилиони, а вкупниот долг на Америка е 35 трилиони. Значи дека оприлика 1/3 од овој долг, нели оприлика сега, не мора да бидеме точни, 1/3 од овој долг е директно држен од страна на Федералната резерва. Кога Федералната резерва купува, односно кога принта пари и овие пари ги дава преку банките, односно да го објасниме сега ова баш добро за да разберете од каде целиот овој проблем потекнува и зошто сме тука, ова е буквално ради значи во оваа ситуација владата на Мурик. Се разбираме? Значи, како Федералната резерва преку банките позајмува на владата на Америка. Значи, Федералната резерва кога има потреба да позајми на државата, зборуваме на Централната банка, односно Трежери на Америка, она не смее да им позајми директно. Ова е грешно направено. Дека значи ни по точка разно Федералната резерва не смее да испринта пари и да ги даде директно на владата на Америка. Ова е само за да ви објаснам како функционира. Туку истата мора ова да го направи како кредит кој што го позајмуваат банките за истите да купат хартија од вредност и парите да дојдат во рацете на владата. Се разбираме, значи буквално така функционира. Односно, Федералната резерва прави овој кредит да биде со ниска каматна стапка. Што значи го прави примамлив за банките, еве како тоа изгледа, значи во период од 2009 година па до 2015 година. Каматната стапка била 0%, што значи дека банките можеле од Федералната резерва да позема пари за 0%, да не платат ништо, а при тоа да купат бондс од, значи, зборуваме сега во оваа ситуација државата, значи тоа е практично нели обврска дека во однос на тоа колку е долга обврзницата, дали е 3 месеци, дали е 10 години, откако ќе бидат позајмени овие средства од банката на државата, после тој временски период државата да ја плати назад на банката со одредена камата во однос на колку се обврзува со самата обврзница. Се разбираме? Што значи дека вие сте имале шема во која што банките биле оние кои што користат од Федералната резерва да позема практично за 0% пари, со тоа што секогаш постоела шансата дека Федералната резерва ќе може да ги подигне овие каматни стапки на веќе, значи овие се флексибилни, се разбираме. Значи дека банките може да се најдат во ситуација каде што позајмиле за 0%, но сега веќе треба да почнат да враќаат 2,4 или по уште полошо, 5,5%, се разбираме.
А во исто време чекаат да достасаат овие обврзници каде што ќе добијат нормално практично камата. И овие пари ги враќаат назад во Федералната резерва. Проблемот е што некои од овие обврзници се и 20 години за да биде поголема каматата. Затоа што сме имале нормален yield curve, односно колку е подолга обврзницата, толку е повисок каматната награда, така. И колку е пократка, толку е понизок. Со тоа што во нормални времиња, каде што Федералната резерва имала практично 0% за позајмување, значи позајмувала по 0%, значи било која од банки практично ги земала, така, по 0% овие пари и ги инвестирала во државата. Значи купува обврзници, со тоа што овде ќе имаме, само да ви покажам како изгледа во нормални денови, во нормални денови како изгледа. Значи овде ќе ги имам ставено. Еден месец, 3 месеци, 2 години, 10, 20 и 30 години обврзниците. Со тоа што 10, 20 и 30 се темните бои, а овие светлите бои се 1 месец, 3 месеци и 2 години. Со тоа што гледаме дека во нормално време, значи во овој период каде што гледаме исто така овде е вметната со жолта линија и стапката по која што Федералната резерва позајмува, односно по 0%, така. Гледаме дека, значи ако сте позајмиле да речем во оваа ситуација во било кој од овие 3 месеци, 6 месеци, година, 2, ќе сте добиеле некои минимални вредности од, да речем, не знам, 0,3, 0,2%, така. Додека ако сте позајмиле, значи, црвена, црвената, значи овде ги имаме 10, 20 и 30 години. Со тоа што гледаме дека онаа кој што е 30 има највеќе 4,18 зборуваме во овој период, па потоа ги имате, да речем, овдека 20 годишна 4,1% и 10 годишна 3,8%. Значи дека треба да чекате од 2013 година 10 години за овие пари кои што сте ги позајмиле од Федералната резерва за 0%, за да добиете 3,8% награда и овие пари да ги вратите назад на Федералната резерва, затоа што тогаш биле по 0%. Така. И сега како се добива оној нереализирана загуба, тоа е друг момент, нема да навлегуваме, тоа веќе сме го објаснувале, но така функционирала оваа шема. Односно, вие практично по 0% позајмувате пари од Федералната резерва, ги давате на државата за награда од, да речем, 3-4% и чекате 10-20 години ова да ви биде исплатено и тоа го правите постојано. Што значи дека после 10 години веќе ќе почне да се враќа ова назад постојано и на секој месец вие ќе имате нови обврзници кои што ги продавате и добивате 3-4% награда. Проблемот е што Федералната резерва престана да позајмува. Зошто е тоа така? Затоа што ги дигна своите каматни ставки премногу високо. Односно, сега за да позајмите од Федералната резерва треба да платите дури 5,5% на се што сте позајмиле од Федералната резерва. А за да ви врати назад државата, значи моментално можеме да видиме дека е пониско практично, значи и овие највисокиве, да речеме, моментално ова се 3 месеци, 6 месеци, 2 години, 1 година, така, овие најсветлите бои што ги гледате овдека, значи можеме да видиме дека вие треба да платите 5,5% и ќе добиете 5,3%. Така, значи нема логика да позајмувате од Федералната резерва, затоа што вие практично треба да платите повеќе камата на Федералната резерва затоа што го позајмувате, отколку што ќе добиете каматна награда или камата, но оно што го позајмувате на државата. Така, затоа што имаме inverted yield curve. Што тоа значи? Сега ќе објасниме затоа што треба да разберете што е inverted yield curve пред да можеме да разговараме од каде целиот овој феномен потекнува. Односно, кога Федералната резерва позајмила премногу, односно сме стигнале до ситуација каде што истата од 4 трилиони скокнала на 8, односно 9 трилиони, значи го зголемила дупло обемот на позајмување, односно го купила долгот од Америка, значи од 4 во 2019 година до 9 во 2022 година. Значи ние за некои 2 години сме успеале да го дуплираме долгот на Мурика кој што го држи Федералната резерва. Тоа значи дека ова испринтала дупло од парите кои што моментално сме ги имале во Оптек со цел да може да го купи овој долг. Така, затоа што овој нов испринтан капитал кој што моментално го гледаме на М2, кој што веќе го покажавме, истиот преку банките влегува во државата, така, затоа што на банките ова крајно им одговара. Колку повеќе пари принта Федералната резерва, нема никаква камата која што треба да платите, ова го давате на државата, државата вас ви дава на долг рок 10 години 3%, вие сте супер, имате одличен профит, се разбираме. Е сега, Федералната резерва вика ние моментално имаме премногу испринтано пари и имаме голема
инфлација, така, тоа го покажаме. Значи, овдека кога дојде до 9 трилиони, инфлацијата беше веќе 9%, така. Нешто неодржливо. Од 85 година до сега прв пат се случило да имаме 9% CPI инфлација. Што значи дека сега што прави Федералната резерва? Сега Федералната резерва прави обратен процес во кој што ги дига своите каматни стапки по кои што позајмува на 5,5%. Но она што треба да го разберете е, тоа е за нов капитал, но и за стар. Што значи дека сето оно што досега банките го позајмиле, сега веќе треба да го враќаат по 5,5% камата назад на Федералната резерва. Што значи дека сега банките брзаат што побрзо да ги вратат овие пари назад на Федералната резерва, затоа што потенцијално овој рейт кат може да се дигне и повеќе. Што значи колку повеќе касните со враќање на овие средства, толку поголема потенцијално би била каматата подоцна, така? И сега каде е овдека проблемот? Сега најнаш имате ситуација во која што банките се обидуваат да се отарасат од овој што може побрзо и ги враќаат назад овие банкноти на Федералната резерва затоа што сега веќе каматните стапки се премногу високи. И што прави Федералната резерва? Како ги враќаат овие пари назад? И како практично достасуваат овие, затоа што и нели Федералната резерва купува обврзници. Практично банките ги даваат овие обврзници на Федералната резерва. Едноставно овие обврзници вртат од државата преку банките на самата Федерална резерва. Федералната резерва почнува да ги кешира овие обврзници. И погледнете, од 9 моментално сме стигнале до неверојатни 7. Значи они искеширале цели 2 трилиони долари, се разбираме. Проблемот е што значи сега оваа ситуација затоа што ви имате обврзници и кога доаѓа времето, вас Америка мора да ви плати, така. Значи колку е обврзницата, колку треба процент да ви даде, ви ги дава назад овие пари заедно со камата. Проблемот е што Федералната резерва ги вади од оптек овие пари, односно овдека веќе го видовме тоа, значи ова е М2, гледаме дека уште од 2022 година, кога престанала да принта нови пари и да купува обврзници, истата почнала да ги вади надвор овие пари кои што ги заменувала за обврзниците кои што достасувале, така. Што значи дека обврзниците кои што достасуваат ги дава назад на Америка, Америка ги дава количина на пари, која што она ги вади надвор од оптек, така. И од 21,6 трилиони банкноти на пазарот сме стигнале до 21. Значи 700 милиарди банкноти извадила надвор од пазарот. Што значи дека ние сме направиле стеснување на количината на долари на пазарот. Што тоа предизвикува? Многу пати до сега сме покажале, значи еве го доларот. Ваквото намалување на количината на долари на пазарот, затоа што Федералната резерва кога ги заменува и ги враќа овие пари назад, и не се потребни, она може да испринта кога сака пари. Значи дека ги уништува овие пари. Што предизвикува? Предизвикува раст на доларот. Значи погледнете, како повеќе расте стапката на Федералната резерва, така расте и доларот, оно што постојано многу пати сме го кажале до сега. Кога расте доларот, автоматски се останато се намалува во вредност, затоа и имавме bear market на биткоини и останатите алткоини, затоа што имавме bull market на доларот. И неговата вредност колку повеќе расте, толку повеќе се намалува вредноста на се останато. Така да, тоа е механиката позади овој проблем кој што моментално се соочуваме. Значи, до сега имавме quantitative easing, се принтаа огромни количини на пари кои што преку банките беа давани на Федералната на Централната банка на самата Америка, а нормално Федералната резерва назад купува обврзници за поземување на пари на банките да може да купат уште повеќе обврзници, се разбираме. И на тој начин магично дава еден тон пари на самата Централна банка и на владата на Америка. Со тоа што сега имаме обратен процес кој што веќе е на самиот крај. Односно, веќе се намалила количината на пари на пазарот, она што веќе го видовме овдека, и сега гледате, чува, историски прв пат волку голема количина на пари е извадена од пазарот. Прв пат. Вакво нешто до сега не сме виделе. Ова е прв ваков случај, каде што сме извадиле толку голема количина на пари од пазарот, и сега веќе сме при крај на quantitative tightening со кој што се вадат пари од пазарот. Значи, доаѓаме повторно во момент на quantitative easing. Но кога почнува процесот на quantitative easing, е токму тоа што нас интересира во ова видео, кое што ќе ни покаже кога почнува принтање на пари, повторно позајмување на Америка, а со тоа и намалување на вредноста на доларот. Значи, тоа е главниот момент кој што треба да го забележиме. Секогаш кога завршуваме со овој процес на quantitative tightening, со цел да намалиме инфлацијата, и почнува quantitative easing, ново принтање на пари и намалување на стапките по кои што Федералната резерва позајмува пари, доаѓаме до што? Кога и да сме намалувале на rate cuts, значи имаме rate cuts во Федералната резерва, се намалува вредноста на доларот. Rate cuts се намалува вредноста на доларот. Сега моментално очекуваме rate cuts и намалување на вредноста на доларот, а кога се намалува вредноста на доларот,
Што добиваме? Добиваме bull market. Односно, еве го и тоа овдека представено многу јасно. Значи, погледнете, истата ситуација. Намалување на вредноста на доларот поради rate cuts предизвикува bull market. 2021 тоа го видовме во најдобар можен начин. Значи имавме rate cuts кои што почнале уште во 2019 година јуни. После така речено половина година имавме големо намалување на доларот, а имавме во исто време и bull market на биткоин, тоа е оваа сина линија. Што значи дека тоа е она што ние моментално го очекуваме и ни треба за еден успешен bull market. И тоа би било одлично за нас. Сега, што се случува во исто време кога добиваме rate cuts? Значи rate cuts, за жал, досега историски, Федералната резерва не почнала се додека невработеноста не излегла од контрола. Тука е проблемот, се разбираме. И затоа јас постојано зборувам дека ова ќе предизвика значи рецесија. Погледнете сега. Значи во овој момент, уште од 1955 година можеме да видиме дека секогаш кога сме предизвикувале практично високи каматни стапки на Федералната резерва, откако ќе достигнеме до потенцијален врв на овие каматни стапки, почнува да расте невработеноста. Затоа што во 1955 година, погледнете, за само една година така речено пораснала од 4 до 8%. И што била принудена да прави во оваа ситуација Федералната резерва? Да почне со rate cuts. Истата ситуација, значи веднаш почнала со rate cuts. Почнува повторно со дигање на своите rate hikes, значи командната стапка, повторно почнува да расте невработеноста. Што има, што се принудени да прават? Повторно rate cuts, да ја намалуваат каматната стапка. Затоа што ако вие ја држите рестриктирачки оваа економија, затоа што во оваа ситуација, значи ако вие имате ситуација во која што Федералната резерва не позајмува пари, не принта пари, тогаш банките не може да позајмат на своите значи муштерии, така. А економијата во Мурика е таква што они можат да се прошируваат само со кредит. Значи така функционира нивната економија. Раст, нови вработени, нов погон, нов продукт, сето тоа се прави исклучиво со кредит. И доколку имаме ситуација во која што Федералната резерва не принта пари, банките не се заинтересирани да даваат кредити, се разбираме? Што значи дека кредитите се многу поскапи, затоа што Федералната резерва ги зголемила каматните стапки по кои што позајмува многу испринтани пари, автоматски банките ги зголемуваат каматните стапки по кои што позајмуваат на секојдневните луѓе и компании. И луѓето и компаниите прават рестрикција на економијата, односно почнуваат да пуштаат луѓе, го намалуваат својот бизнис, луѓето не купуваат, автоматски вие влегувате во рецесија, се разбираме? Значи на тој начин Федералната резерва преку рестриктирањето на принтање на пари и намалувањето практично на рецесија на инфлацијата преку каматни стапки предизвикува рестриктирање на економијата. Економијата се намалува. И на тој начин секогаш кога имаме зголемување на каматните стапки, оваа плава линија, имаме зголемување на невработеноста. Веднаш потоа мораме да ги намалиме каматните стапки за да ја неутрализираме или да ја намалиме невработеноста. Но со намалување на каматните стапки почнува повторно позајмување, почнува повторно принтање пари и почнува повторно растење на инфлацијата. Значи имате магичен круг во кој што Федералната резерва мора да практично жонглира. Секогаш кога каматните стапки се превисоки, невработеноста почнува да расте, почнува период на рецесија. Сите овие сиви линии кои што ги гледате овдека се уствари периоди на рецесија. Каде што гледаме дека период на рецесија секогаш започнува кога имаме раст на невработеноста. Така, она што моментално го видовме на пазарот. Пазарот се плаши од рецесија затоа што знае дека секогаш кога невработеноста ќе излезе од контрола, историски гледано, секогаш кога невработеноста ќе излезе од контрола, ние сме влегувале во рецесија. И во ковид, иако беше една година, повторно бевме во рецесија. Така, со тоа што сега моментално каде се ногеме? Точно повторно на излегување од контрола на невработеноста. Од тука стравот на компаниите дека доколку невработеноста излезе од контрола, автоматски влегуваме во период на рецесија каде што практично луѓето се веќе не можат да, значи потребно е време за овие каматни стапки да се намалат, така, значи вие се уште вие скапо, вие не може да позајмите од банка, затоа што и понатаму овие високи rate cuts, rate hikes предизвикуваат банките да не даваат кредити по многу пониска стапка, како што тоа било нормално во периоди каде што не сме имале рецесија. Што значи дека невработеноста и понатаму ќе продолжи да расте пред конечно. Што треба да се случи следно? Значи Федералната резерва да ги намали своите каматни стапки и на тој начин да предизвика quantitative easing и да влеземе во следниот степен на прогресија. Со тоа што е овдека многу добро представено,
значи во мај 2024 година, значи ова е практично средна вредност на од 10 до 3 значи од 10 години до 3 месеци практично каматна стапка која што ја плаќа државата за обврзниците. Која што можеме да видиме дека во однос на каматните стапки, секогаш кога каматните стапки се покачувале, ние сме добивале inverted yield curve. Што представува inverted yield curve, оно што ние постојано го зборуваме? Представува период во кој што е многу по-профитабилно да позајмиш на краток рок на државата, во оваа ситуација на 1, на 3, на 6 месеци, на 1 година, наспроти да позајмиш на 10 години. Што е нешто што не треба да биде нормално и не смее да се случи. Ако ова се случи, тоа значи дека економијата е крајно болна. Односно, зошто го велам ова? Секогаш кога ние сме имале зголемување на каматните стапки, државата била принудена да позајмува од секојдневните луѓе и економии, без разлика дали се тоа држави, компании или физички лица. Зошто и како? Со тоа што прави, значи сега овие краткорочни каматни стапки кои што ги плаќа владата на Америка за да продаде обврзници, ги регулира истата. Така, што значи дека она самата ги дигнала краткорочните каматни стапки на билз во оваа ситуација на 3 месечна обврзница, на 6 месечна обврзница, на 1 година, на 2 години обврзници, со тоа што сега моментално е по-профитабилно да позајмите на 3 месеци да добиете 5%, отколку да позајмите на погледнати, значи да не ви се верува, така, во оваа ситуација на 30 години добиете 4%. Значи вие ако позајмите моментално, еве зеленава боја, така, значи ако позајмите на 6 месеци, вие ќе добиете вредност, сега да видиме каде е зелената, еве зелената на 4,68, а на 30 години 4,1. Значи секој кој што го гледа ова си вика ова не е нормално. Така не е, тоа е поентата, не е нормално. И зошто го прави ова државата? Во оваа ситуација кога Федералната резерва не принта нови пари и не ги продава на банките за да практично купува обврзници од Америка, Америка нема од каде да позајмува, се разбираме? И што мора да направи? Мора да направи краткорочните обврзници да бидат примамливи и да ги натера физичките лица, банките, другите да речам држави и така натаму да позајмуваат директно од Америка. Што значи дека во оваа ситуација она ги краде парите од секојдневните луѓе. Се разбираме? Значи наместо банката моментално да позајмува на секојдневните луѓе, не се повеќе одговара да купи директно со своите пари обврзници од Америка. Така, затоа што ако вие позајмувате на секојдневните луѓе, они ќе ви дадат 3%, но ако позајмите на 3 месеци од Америка, вие директно од Америка добивате 5%. Така, нешто што би било практично логично да го направите. Така, затоа што на Америка моментално и се потребни пари, затоа што Федералната резерва не позајмува, се обидува да ја намали инфлацијата. Како краткорочно решение, владата моментално ги дига краткорочните обврзници и нивната вредност над долгорочните, за да може да примами нов капитал, да се одржи самата себе си додека во оваа ситуација, значи Федералната резерва не ја заврши својата работа, не ја намали инфлацијата, за да почне повторно да позајмува и да ја намали својата каматна стапка. Што се случува тогаш? Тогаш почнува да се намалуваат вредностите на краткорочните обврзници, а долгорочните обврзници понатаму остануваат на повисоко ниво, односно како во нормала, како овде, каде што во овој цел период вие сте имале на краткорочните 0,1-0,2%, а на долгорочните како на пример 20-30 години сте имале по прилика овде, сте имале по 3-4%, што би требало да биде, така, колку подолго позајмувате на некој, очекувате подобра награда, така, за практично да ви се исплати да ги позајмите овие пари и она да речам опортунитетна добивка која што вие изгубувате затоа што не ги користите вашите пари да ви се исплати со каматата која што ја добивате за позајмување на овие средства. Секогаш кога имаме, уште еднаш, истиот пример, 2016-2017 до 2019, секогаш кога имаме покачување на каматната стапка, значи Мурика е принудена да ги качи овие краткорочни обврзници над практично долгорочните, за да примами капитал и постојано да има прилив и обратно, секогаш кога каматната стапка се намалува, истата ги намалува средните вредности, тоест каматните стапки на овие краткорочни обврзници, а долгорочните остануваат повисоки од краткорочните. Нормално имаме враќање во нормала. Сега тоа е таа поента. Секогаш кога каматните стапки на Федералната резерва се враќаат во нормала, се враќаат ниско, значи имаме нормализирање на yield curve. Тоа е уствари кривата на практично каматни стапки кои што ги добивате во однос на тоа на колку долг рок позајмувате на државата. И во оваа ситуација нормално колку е подолг рокот, толку
големи се каматите и колку е помал, толку помали се каматите. Но секогаш кога имаме покачување на каматната стапка на Федералната резерва се случува обратно, како што веќе објаснивме, затоа што значи самата држава нема од каде, мора да позајмува од негде. Тоа е начинот на кој што они го решиле овој проблем. Сега, откако ви е јасно зошто се случува овој inverted yield curve, сега можеме да видиме дека буквално во моментот кога беше кажано дека значи невработеноста излегла над 4,1, односно 4,3%, веднаш почна да паѓа вредноста на краткорочните обврзници, затоа што се знае што следи. Значи следи процес во кој што Федералната резерва ќе почне да ги намалува своите каматни стапки, односно rate cuts, и во оваа ситуација ќе дојде до нормализирање на yield curve. Yield curve е само уште еден доказ дека се движиме во правилна насока, односно дека ќе добиеме намалување на каматните стапки, quantitative easing и ново принтање на пари, кое што ќе доведе до што? Поголем прилив на пари на банките, компаниите ќе може да позајмат по многу пониска стапка, затоа што сега и банките позајмуваат по пониска стапка од Федералната резерва и практично доаѓа до оживување на економијата. Значи, тоа е оној магичен круг кој што моментално го гледаме. Сега, како е тоа поврзано со доларот? Значи, сега објаснивме од каде, значи објаснивме која е причината, така? Значи објаснивме што е yield curve, која е причината и како Америка тоа го користи моментално за да позајмува кога Федералната резерва не ги позајмува пари, да позајмува од секојдневните луѓе и бизниси. Сега треба да објасниме како тоа делува на доларот, така? Значи ова е најбитниот дел затоа што rate cuts прават доларот да биде во поголема или помала количина на пазарот. Според тоа неговата вредност да расте или да паѓа. Секогаш кога имаме намалување на rate cuts, што имаме? Намалување на вредноста на доларот. Така, секогаш кога имаме зголемување на rate cuts, тоа многу пати сме го покажувале, зголемување на вредноста на доларот. Зошто? Уште еднаш, значи во дефиниција. Кога Федералната резерва ги зголемува своите каматни стапки, истата не принта пари, туку тие кои што веќе ги има купено обврзници, ги реализира во пари и ги вади од оптек. Колку повеќе пари вади од оптек, толку помалку долари имаме на пазарот, колку помалку долари имаме на пазарот, според стандардни економски правила, вие се наоѓате во ситуација каде што цената на ова добро расте, затоа што го имате во помала количина на пазарот, а се уште имате голема потреба, односно луѓето сакаат да го имаат, така. И обратно, секогаш кога ќе почне да ги намалува каматните стапки, да принта нови пари, да позајмува што повеќе, практично што прави? Принта нови пари и ги вбризгува во економијата. Колку повеќе долари на пазарот, вуала, толку неговата вредност почнува да се намалува. Колку помалку долари на пазарот, толку повеќе неговата вредност почнува да се зголемува. Па сега се наоѓаме пред процес на намалување на тоест зголемување на количината на долари на пазарот, што значи дека од овде очекуваме доларот да почне да се намалува и да добиеме следен bull market. Како е ова поврзано со невработеноста? Тоа е најбитниот дел што постојано го кажувам. Невработеноста е клучот. Тоа сега сме виделе дека секогаш невработеноста е таа која што ја принудувала Федералната резерва да почне со quantitative easing. Невработеноста е таа која што најавувала рецесија, која што е оладување на економијата. Рецесија не е крај на светот. Рецесија не значи дека готово сега продаваме се и крај. Значи сега барем ја така размислувам, секој од вас мора да си направи сопствена анализа и да одлучи што ќе прави на овој пазар. Тоа е најбитниот дел кој што треба да го направите до крајот на ова видео. И затоа што ќе напомнам, рецесија не е крај на светот, рецесија е само притисок кој што ја принудува американската влада да продолжи со принтање на пари и девалвација на сопствената валута. Сега, секогаш кога сме имале почнување на раст на невработеноста, гледате што случува. Се намалувала каматните стапки и се намалува вредноста на доларот. Почнување на раст на невработеноста, се намалува каматните стапки, се намалувала вредноста на доларот. И ако се вратиме наназад, можеме да го видиме тоа во милион различни случаи, истата ситуација. Значи, зголемување на каматните стапки, се зголемува невработеноста. Како се намалува каматните стапки, така и невработеноста се намалува, така и доларот се намалува во неколку наврати. Така, истата ситуација е наназад. Значи, дури на најголемиот погледнете. Значи, што имаме во оваа ситуација? Иако овдека невработеноста веќе била голема поради почетокот, значи овдека гледате. Имаме зголемување на каматните стапки, зголемување на невработеноста, како се намалуваат каматните стапки со тоа што овдека сме имале дупол. Ето тоа е стравот што моментално го има Джером Паул, дека ќе има потреба од ова. Уште една рунда на зголемување на rate cuts, но останува да видиме. Останува да видиме, но како и да е. Последователно гледаме дека секогаш е истата ситуација, истиот циклус. Невработеноста и незиното излегување од контрола е моментот каде што мораме да добиеме rate cuts и намалување на вредноста на доларот и официјално bull market. Сега, проблемот што е? Проблемот е што дали криптопазарот ќе се однесува
независно како криптопазар или ќе се однесува како останатите акции, односно останатите ризични добра на пазар. Тоа е следната работа која што ќе разговараме, но пред тоа да покажеме дека не е само невработеноста, туку имаме и други причини поради кои што Федералната резерва мора веднаш да почне со рейт кат. Со оно што постојано го зборуваме, мораме да го кажеме уште еднаш. И самата Федерална резерва во однос на обврзниците кои што ги држи, затоа што се купени во последните 10, 20, 30 години, моментално е во нереализирана загуба, затоа што каматните стапки по кои што моментално ги купила се многу поголеми, практично помали, за разлика од каматните стапки по кои што сега моментално позаемува самата држава. Така, што значи дека во оваа ситуација, ако сака Федералната резерва предвреме да ги продаде своите обврзници, ќе треба да даде загуба, односно да даде награда за оној кој што ќе ја купи оваа обврзница, затоа што треба да чека оваа обврзница да достаса со многу помала вредност, наспроти тоа што може да купи обврзница со многу пократок рок и многу поголема вредност моментално. Каде е овдека проблемот? Проблемот е што Федералната резерва не мора да го прави тоа. Значи она може да испринта пари и не е проблем. Значи она може да ги исчека овие обврзници да завршат, затоа што ако вие ги исчекате овие обврзници да завршат, тогаш немате никаков проблем. На крајот ќе ви биде исплатена наградата, вие може да ги вратите парите од таму каде што си ги позајмиле, тоа е тоа. Но доколку морате да ги продадете предвреме, како во ситуацијата со банките и нивната нереализирана загуба повеќе од 500 милиарди долари, што е буквално змеј наспроти тоа што сме го имале во 2008-2009 година, кога сме имале само 75 милиарди, сега имаме 525 милиарди. Наспроти 75 во 2008-2009 година, кога ние кажуваме дека е најголемата економска криза која што сме ја виделе во поново време. Ако сега банките мораат да ги продадат своите нереализирани загуби за кои што сме разговарале, значи погледнете го видеото за потенцијална банкарска криза, значи во предлог на ово видео ќе биде ставено потенцијалната банкарска криза, која што ја најавувавме уште пред 6 месеци, како и видеото каде што објаснуваме што очекуваме во случај на рецесија и како тоа би делувало на крипто секторот. За да видите точно како ова потенцијално би се одиграло, затоа што ако сега објаснувам и за ова ќе биде премногу долго видеото, веќе е објаснето. Но како и да е, ова е уште една причина поради која што Федералната резерва нема избор освен да почне веднаш со рейт cuts. Со тоа што банкарски колапс крајно одговара на крипто секторот. Значи, во моментална ситуација, рецесија, пад на акциите, потенцијални банкарски колапс, се би било позитивно за крипто секторот според моја анализа. Ова не е дефинитивна анализа, ова е нешто што се уште не се докажало дефинитивно, но е она што јас моментално го анализирам на пазар. Зошто го велам ова? Кога имавме само колапс на 3 големи банки во Америка, ние имавме ситуација во која што крипто секторот порасна енормно. Погледнете, што е банкарскиот колапс во 2023 година. Погледнете. Во деновите кога банкарските банкстерите пропаѓаа, значи крипто секторот порасна со само неколку денови 40%. Само неколку денови. А во исто време и Nasdaq, и S&P 500 и доларот се беше во пад. Што ви кажува? Дека крипто секторот и причината поради која што постои, зашто ќе разговараме на крајот од ова видео, е буквално наменета за кога ќе колабира овој, како да кажам, овој не е фаличен, овој е комплетно нефункционален економски систем, се разбираме, значи буквално е систем во кој што имате функционирање на долг. Значи целиот овој систем се базира на долг. Неодржлив, се разбираме. Значи на постојано зголемување на долг, без разлика дали е човек, компанија, држава и така натаму, значи овој економски систем, како што покажаме до сега, е буквално авион кој што го возат стюардеси. Со тоа што ова е уште една позитивна причина која што ни покажува дека самиот крипто сектор е спремен за ова што доаѓа. Рецесија досега во крипто секторот не сме имале. Последната рецесија во 2019 година не беше рецесија, тоа е 3 месеци, што значи дека не можеме да рачунаме дека тоа е рецесија, но предходно, пред тоа, последна рецесија била во 2008-2009 година. Што значи дека самиот крипто сектор не е искусил рецесија и ние не можеме да знаеме со сигурност што да очекуваме кога потенцијално рецесија би се случила. Но видовме што се случуваше кога имавме банкарски колапс кој што може да биде забрзан од оваа ситуација која што ја гледаме моментално. Односно, рецесија предизвикува на луѓето и бизнисите да бидат практично многу по-конзервативни. Не купуваат, значи не позајмуваат, така. Што значи дека во оваа ситуација која имаме ние рецесија, голема веројатност е дека бизнисите ќе се вратат кон своите резерви кои што ги дале во банките со цел да го одржат својот бизнис додека оваа рецесија помине.
Но банките ги немаат овие пари. Тука е проблемот што јас постојано го кажувам. Рецесија може да предизвика уште позабрзано колабирање на банките и потенцијален бенкран. Зашто пак ќе кажам, погледнете го видеото на крајот од ова видео, затоа што истите моментално се во енормни загуби. Банките не ги поседуваат парите кои што ги позајмиле од овие бизниси. Туку ги инвестирале веќе во обврзници или во нешто друго. Што значи дека ако треба да ги продадат овие обврзници, кои што се моментално во енормна загуба, затоа што имате краткорочни обврзници за 5% од 3 месеци, а банката држи 10 годишна обврзница за 2%. Што значи дека никој нема да купи оваа 10 годишна обврзница за 2% ако може за 3 месеци да добие 5% од Америка. Така, што значи дека банката мора да направи оваа обврзница примамлива. Значи мора да продаде со загуба. Автоматски она губи дел од инвестицијата која што и била дадена од овие депоненти во банката, се разбираме, од оние кои што си ги дале своите пари во банката. Што значи дека автоматски ние можеме барем за ова се повеќе и повеќе да бидеме сигурни дека потенцијален банкарски колапс е многу поголема веројатност да се случи ако имаме рецесија. А видовме што се случило со криптосекторот ако има банкарски колапс. Тоа е една крајно позитивна работа која што мораме да напоменеме сега. Се повеќе и повеќе тоа што ние го зборуваме, значи притисокот за невработеноста е крајно голем врз Федералната резерва да почне веднаш со rate cuts. Нормално они сега нема да излезат и да направат уште поголема паника и да кажат леле одма 10 поени ќе не. Значи очигледно и самите кажуваат дека ги чекаат до следниот состанок пред да одлучат дали и колку потенцијално би намалиле во оваа ситуација нормално од каматната стапка на Федералната резерва, се разбираме. Со тоа што до сега се праја паметни, како што кажав, како и секогаш се касно, значи она што го покажеме на почетокот, ниту еднаш не успеале да намалат на време. Значи они веќе до сега требаше да има намалено, се разбираме. И затоа ако се ќават имаше 95% шанса дека нема да намалуваат затоа што викаше Джером Пауел, нема проблем, јака е вработеноста во Америка, нема шанси да порасте толку многу, очекуваме да биде некаде околу 4%, об 4,3. Така, нареден месец може да биде 4,6, останува да видиме. Идејата која е? Поради паниката на пазарот, сега сите овие компании автоматски почнуваат да отпуштаат, така? Значи они нема да чекаат да почне рецесија, они веднаш ќе ги намалат своите екстра трошоци со цел да ја поминат оваа рецесија конзервативно и да ги намалат своите губитоци. Што значи дека самата паника која што моментално 4,3% невработеноста стапката ја направи, ќе го зголеми индексот на невработеност следниот месец затоа што сега веќе луѓето очекуваат рецесија. Поучени од историјата, они не чекаат Федералната резерва да им каже дека се во рецесија. Очигледно Федералната резерва нема појма што прави. Она што го покажуваме на почетокот на видеото. Они нема абер што прават. Значи она што моментално го прават, како што кажав, стюардеси во авион кој што моментално се движи вака. Со тоа што секогаш кога ќе видат зголемување невработеност, они веќе знаат што треба да прават. Они не чекаат Федералната резерва да им каже. Ова се луѓе кои што се искусни и кои што виделе многу вакви ситуации. Со тоа што сега моментално можеме да видиме дека еве вие економијата, еве ви ги секојдневните учесници во економијата. Следниот состанок на Федералната резерва е во 18 септември. Ако се сеќавате кога последен пат го направивме ова видео, она на почетокот, значи овдека, ако го изгледате целото видео, ќе видите дека моментално во тој период за септември се очекуваше негде околу 80% дека ќе имаме само 0,25% намалување на каматните стапки на Федералната резерва. Така. Сега имаме 74% дека ќе имаме 0,5%, нешто што воопшто на никого не му паѓаше на памет до пред само неколку дена. И 26% дека има само 0,25. Значи они може да се прават паметни колку сакаат. Сите знаеме дека нема бегање. Мора да има rate cuts. Мора. Значи ако уште еднаш не направат rate cuts, рачунајте дека ќе има масовен страф на пазарот. Со тоа ќе се зголеми невработеност уште толку, со тоа ќе се предизвикаат уште поголем пад на економијата, намалување на GDP на Америка на годишно ниво и пад на акциите и така натаму. Што значи дека сега немаат избор освен како што можеме да видиме. Секогаш кога невработеноста почнала да расте, оние автоматски веднаш ги намалувале каматните стапки. Невработеноста почнала да расте над 4, веднаш ги намалуваат каматните стапки. Истата ситуација и сега мора да направат. Нема избор. Со тоа што гледаме дека натаму веќе ноември, погледнете. Ноември има 50%, пазете, да се симне до 4,25 до 4,5. Тоа е за цел 1%, или они го нарекуваат 100 поени. Тоа значи 2 пати по 0,5%. Замислите колку брзо ќе се намалува сега каматната стапка.
Колку побрзо се намалува, толку побрзо ќе стигнеме до ситуација каде што каматните стапки се ниски, Федералната резерва и понатаму принта пари, ги позајмува на банките, банките ги позајмуваат на државата, ќе имаме враќање на yield curve во нормала, каде што краткорочните обврзници ќе бидат многу пониски и многу поевтини, односно помала каматна стапка ќе добивате за разлика од долгорочните, и сето ова ќе врати економијата во нормала, но потребно е време. И сега како заклучок, каде сето ова оди и зошто јас постојано го зборувам ова? Не можеме да знаеме со сигурност како рецесија ќе делува врз криптосекторот. Ние рецесија не сме имале. Последниот пат рецесија имавме во 2009-2010 година, каде што во оваа ситуација што се случило? 2007, кога почнува колабирањето на банките, имаме зголемување на неработеноста, ова е жолтата линија, на многу високо ниво, од неверојатни 10%, со тоа што веднаш кога излегла, погледнете, во првиот момент кога почнала да расте невработеноста, веднаш почнале со rate cuts, со цел да постепено ја намалат. Они знаат дека веднаш нема да падне, знаат дека веќе закаснеле како и секогаш, но барем истата да се намали постепено. Со тоа што во моментот кога настапиле со rate cuts, сме имале пад на вредноста на доларот и со тоа нормално и раст на економијата. Проблемот е што во тоа време ние не сме го имале биткоин. Истиот бил направен поради оваа причина и тоа е последниот дел кој што треба да го разговараме. Сега веќе сме наоѓаме во ситуација во која што се наоѓаме на истиот тој момент. Односно, погледнете. Високи каматни стапки, невработеноста само што почнува да расте, значи сме буквално историски пред рецесија. Историски гледано, досега, скоро и да немало случај во кој што невработеноста почнала да расте, а не сме имале рецесија. Многу ретко се случувало тоа. Се разбираме? Многу ретко. Како во оваа ситуација овде, например. Не, се извинувам. Само да имаше една ситуација овдека дури не е ни присутна тоа во претходниот период. Како и да е. Значи, скоро и 99:1 е шансата за soft landing. Научна фантастика. Значи, тоа само во главата на ретардите од Мурика. Луѓе што немаат појма како функционира економијата очигледно. Што значи дека во оваа ситуација растот на невработеноста ефективно ќе предизвика почеток на рецесија и притисок врз Федералната резерва веднаш да ги намалат каматните стапки, а со тоа да се намали вредноста на доларот. Колку повеќе се намалува вредноста на доларот, толку повеќе практично луѓето почнуваат да имаат пари. Што значи во оваа ситуација почетокот на рецесијата во исто време ќе представува и што? Пад на DXY, но раст на биткоин. Сега, дали ќе предизвика раст на биткоин, тука е она што треба сами да си го одговориме. Се разбираме? Значи овдека веќе ова е нешто што не можеме да знаеме со сигурност. Зошто го велам тоа? Во ситуацијата каде што претходно имавме таков момент, каде што имавме скок на невработеноста енормно и намалување на rate cuts, тоест на каматни стапки на Федералната резерва, ние имавме намалување на DXY и bull market на биткоин. Но не и рецесија. Рецесијата беше само месец или два, затоа што сите беа дома, така. И имавме енормно принтање на пари. Сега се наоѓаме пред ситуација каде што ќе имаме нормална рецесија, очигледно, значи сега пак, според сите изгледи, ако успее Федералната резерва овој 1% да го реализира, со не знам енормно принтање на пари, не знам намалување на rate cuts во наредните 2 месеци до нула, не гледам како поинаку би го направила тоа, тогаш нема да имаме рецесија и знаеме, веќе сме го виделе, нели, успехот, што ќе се случи. Но не верувам дека ќе биде така и верувам дека ќе влеземе во рецесија, тоа е мое размислување, во која што потенцијално ќе се намалат каматните стапки, невработеноста ќе отиде нагоре, а сега овдека е клучниот момент. Дека ќе се намали вредноста на DXY, тоа е неминовно. Но што ќе се случува со компаниите и нивните индекси, како што е S&P 500 индексот или пак поединечно, нели, дали е тоа Nvidia, дали е Google, дали е Apple, останува да видиме, затоа што сега ова е проблемот. Во рецесија индексите на компаниите продолжуваат да се движат надолу. Дали ќе се случи истото и не со крипто, останува да видиме. Сега, јас сум во оној блок кој што верува дека крипто ќе има крајно позитивен успех во потенцијална рецесија. Значи, сега тука е второто видео кое што треба да го погледнете на крајот во предлогот од ова видео, каде што детално објаснуваме за рецесија. Оно што јас ќе го кажам е дека во 2008 година Сатоши Накамото го креира биткоин баш поради недовербата во економскиот систем и во овие стюардесија кои што го возат авионот, кои што немаат појма што прават, баш заради тоа, за да биде паралелен систем финансиски кој што ќе биде присутен и достапен на секојдневните граѓани, кога повторно
ќе ја сјебат економијата, ретардите кои што ја водат. Се разбираме? Значи, буквално тоа по дефиниција представува биткоин. Биткоин е направен со цел да го заштити секојдневниот народ кога ова ќе се случи повторно, со тоа што Сатоши Накамото, тим човек што и да е, знае дека ќе се случи повторно. Сите знаат дека ќе се случи повторно. Така. И во оваа ситуација буквално е направен, како што овдека го видовме тоа, кога банките ќе пропаднат, биткоин и останатите криптовалути ќе растат. Овдека не растеше само биткоин, растаа сите криптовалути. Што значи, јас верувам дека потенцијална рецесија ќе се одрази позитивно на криптосекторот. Затоа и понатаму продолжувам да инвестирам. Од друга страна, една многу битна работа која што треба да забележиме. Јас инвестирам пари кои што сум спремен да ги изгубам. Да, тоа се голема количина на пари и сум спремен да ги изгубам. Од друга страна, инвестирам долгорочно. Дали ќе добиеме одложување? Значи секогаш мораме да бидеме свесни дека одложување на овој бул маркет може да се случи поради рецесија, затоа што ние досега не сме биле во рецесија. Крипто допрва треба да има своја прва рецесија во која што ќе видиме како ќе се покаже. Тоа што јас очекувам дека има многу поголема веројатност дека крипто ќе биде позитивен добитник во потенцијална рецесија, не значи дека истото и ќе се случи, затоа што колку и да ви кажуваат луѓето што ќе се случи, станува збор за нешто досега ние не сме го виделе. Како што веќе разговаравме. Тоа беше ситуацијата кога добивме биткоин спот ETF, каде што многу од стручњаците знаеа што ќе се случи, испадна дека никој нема појма што ќе се случи и сето тоа беше крајно позитивно. Во оваа ситуација, сите ние можеме да дадеме проценки, мојата проценка е дека веројатноста да добиеме зголемување на цените на биткоин и останатите криптовалути е многу поголема од веројатноста истите да се намалат, баш поради тоа што се паралелен систем кој што не е директно зависен од економијата на Америка. Дали пропадјала или не, биткоин понатаму функционира. Дали цените на Nvidia пропаднале или паднале 10%, ни Ethereum, ни биткоин, ни Cardano, ни Solana и понатаму продолжуваат да се функционираат. Блок по никаква промена нема да има во работата на овие блокчейни, поради тоа што економијата попаѓала или не. Што е буквално она што го направил Сатоши Накамото. Да имате стабилност во време на ретарди кои што наводно знаат што е најдобро за вас и го водат овој економски систем. Значи, ова што е овдека, кој што гледате овој ласерски знак, е баш тоа што јас цело време го зборам. Фиат и економијата е бабл, не биткоин. Биткоин е буквално пинот кој што ќе го уништи овој бабл. Рецесијата потенцијално тоа ќе ни го покаже. Значи, ако ние добиеме рецесија и потенцијална банкарска криза, јас верувам дека крипто ќе биде крајно позитивно наградено од сето ова. И повеќе, затоа што ние претходен пат кога го направивме тоа видео за рецесија и крипто, ние се уште немавме биткоин спот ETF и Ethereum спот ETF, а сега имаме. Што значи дека многу од овие компании и поединци имаат излез надвор од економскиот систем при потенцијална рецесија или пак уште полоши работи, не знам, депресија. Зошто го велам тоа? Затоа што сега и компаниите и физичките лица можат да си купат биткоин. Претходно не можеа. Сега можат да си купат биткоин и да го исчекаат овој рецесивен период од година, 2, 6 месеци, 3 месеци, колку и да биде, и потоа да продолжат понатаму затоа што знаеме дека долгорочно и биткоин и Ethereum па и многу алткоини ќе имаат позитивен исход, за разлика од фактот дека и понатаму очекуваме девалвација на доларот, девалвација на еврото, девалвација на фунтата, очекуваме дека економиите генерално се прашање на време кога ќе колабираат, без разлика дали е најјаката или најслабата, но за разлика од тоа криптовалутите се глобални, они не се поврзани со Америка. Ако економијата во Америка колабира, може да очекувате дека и Nvidia ќе колабира, и Google ќе колабира, и Apple, и Microsoft, затоа што се крајно поврзани со самата економија на Америка. Но биткоин не е. Биткоин е глобален. Биткоин не е базиран во Америка. Ethereum не е базиран во Америка. Сите овие криптовалути во кои што ние инвестираме се технологија која што е глобална, се наоѓа низ целиот свет. Што значи дека колабирање на една економија не значи дека ќе колабира и криптосветот. И затоа велам дека веројатноста криптовалутите да имаат многу подобар исход за разлика од акциите е баш поради тоа. Затоа што крипто е глобално, а акциите се поврзани матично со земјата во која што истите потекнуваат во однос со компанијата од која што се издадени. Се разбираме? Така да буквално многу добро кажано дека Bitcoin fixes this. Ова е централната банка на Англија. Биткоин го поправува, се разбираме? Значи биткоин е направен со една единствена намена. Кога ќе колабира ова гомно од економски систем кој што моментално на глобално ниво функционира, да биде тука да превземе се што останува. Значи баш многу добро кажано од страна на Сатоши. Вели,
поправи ги парите, ќе го поправи светот. Моментално главниот проблем во светот е тоа. Монетарната политика. Кога ќе ја поправиме глобалната монетарна политика, ќе го поправиме и целиот свет. Така да јас и понатаму продолжувам со 95% од се што поседувам во крипто и воопште не ми е страв. Значи, многу повеќе ми е страв кога ќе го видам овој чарт, искрено да ви кажам право, за разлика од кога ќе го видам чартот на биткоин. Па дури да има корекција. Значи, ништо повеќе не ме плаши од фактот дека моментално еден човек има целоса контрола врз принтањето на долари и продолжува да принта, и продолжува да принта, и продолжува да принта. Со тоа што само би ги потсетил оние кои што и понатаму веруваат во нивниот монетарен систем, но биткоин бил ризикот. Од уништувањето на златната резерва, па наваке. И тоа, пазете, тоа е овде. Они уште през златната резерва направиле огромно девалвирање на валутите. Без разлика дали е долар, без разлика дали е евро, без разлика дали е Deutschmark, дали е фунта, погледнете. Сите овие валути долгорочно дошле на нула. Значи, моментално имаме ситуација во која што британската фунта е девалвирана од 1900 година до сега за 99,99%. Тоа значи дека вредноста која што имала во 1900 година до денес е само 0,01%. Толку вреди денешната фунта наспроти 1900 година. Нема никаква разлика дали е тоа долар или евро. Буквално исто. Дури и еврото кое што потекнало од 1950 година, успеале да го девалвираат до 99%. И сега луѓето ми кажат, како не ти е страв да ти е се во крипто? Не ми е страв, еве. Како да ми биде? Мене ми е страв кога ми се парите во пари, се разбираме. Кога капиталот ми е во тоалетна хартија која што ретарди како дечко овдека, Никсон, можат во било кое време со принтање на пари да ми ја намалат вредноста на капиталот. Но не и кога истиот е во криптовалути, кои што се децентрализирани и кои што само ние како учесници во овие криптовалути може да одлучиме дали ќе ја девалвираме нивната вредност или не. Долгорочно крипто сигурно победува. Само прашање на време е. И мене рецесија воопште не ме плаши. Останува да видиме. Рецесија е период во кој што конечно ќе видиме дали криптосекторот е спремен да го превземе следниот финансиски систем. Со оглед на фактот дека имаме енормно зголемување на DeFi секторот, со оглед на фактот дека имаме енормно зголемување на институциите кои што инвестираат во биткоин и етериум, јас верувам дека сме спремни. Останува да видиме, но јас и понатаму нема ниту еден цент од моето портфолио. Моето портфолио продолжува да се надградува. Јас сум долгорочно во крипто. Дали ќе направиме профит во овие 5 месеци или во наредните година и пол, мене не ми менува ништо. Во секој случај, со чиста совест и со дебело истражување, со сигурност ви кажувам, јас многу повеќе ги држам својот капитал во крипто, наспротив во овие тоалетни хартии во боја или што сакате, како и да е, но тоа е мојата анализа и останувам на тоа и продолжувам да инвестирам. Ви кажувам отворено што правам, секој од вас мора да направи сопствена анализа пред да одлучи дали ќе продолжи да биде во крипто, затоа што секој од вас носи одговорност за сопственото портфолио. Никој не смее да ви каже што да правите, треба сами да одлучите што ќе правите на пазарот. И за крај, како и секогаш, значи гледате дека напорно работиме, значи имаме повеќе од 1070 видеа со едукација за македонскиот народ. Значи овој канал и понатаму продолжува да биде водилка во економија, водилка во крипто, водилка во геополитика за македонците да се описменат на сопствено македонски начин и се што барам за вас е за целата оваа работа за 0 евра по македонец да ни помогнете да ја препорачате оваа работа доколку ви се допаѓа и сте научили нешто на било кој македонец кој што сака да научи повеќе за економија, геополитика и крипто. Со тоа што сите оние кои што се нови на каналот, погледнете го ова видео каде што детално може да видите се што треба да знаете за нашиот канал во однос на тоа кој тип на материјал каде може да го најдете и како и секогаш секој од нашите видеа во содржина. Прво може да најдете за што зборуваме во ова видео, значи во однос на тоа да може да прескокнете до оној степен кој што ви е најбитен или сакате да го слушнете. Потоа може да ги најдете нашите социјални мрежи, би ви препорачал да ги следите затоа што има многу материјали кои што ги објавуваме надвор од видеата, затоа што не можам да снимам постојано видеа, како и нашите паралелни канали Odyssey и Rumble и нормално за крај како и секогаш, значи освен тоа што може да го препорачате на нашиот канал, значи буквално едно стискање на лайк, шер или комент помага многу на алгоритмите на овие канали кои што ги правиме, како и на нашите социјални мрежи, да ја споделуваат нашата содржина. За вас едно кликање на лайк не е многу, но нас ни помага многу за овој материјал да се прошири на што повеќе македонци. И како и секогаш, значи ние не бараме ниту еден денар за нашата работа,
за нашиот канал. Единствено доколку вие сакате да не честите едно кафе, затоа што вие инсистиравте и ставивме овие овие крипто блокчейн мрежи, како и Купи ми кафе апликацијата, кои што се наменети доколку сакате да не честите едно кафе, потоа се тоа да биде собрано и да биде вратено назад на македонскиот народ во соодветна донација во однос тоа каде е најпотребно, така да идејата е се тоа што вие го инвестирате, го не честите како кафе, да го вратиме назад на македонскиот народ во оние кои што им е најпотребно. Така да ви благодарам за се. Останува и понатаму, значи од понеделник, тоест од утре продолжуваме со нормална работа на каналот. Ќе објавиме наскоро гласање, каде што ќе може да гласате што потенцијално би сакате да гледате во следната недела. Значи на крај останува исто така да потсетиме дека на 31 август ќе имаме првата македонска конференција за крипто во Прилеп. Значи веќе имате официјално направен евент. Можете да го најдете на нашата Facebook страна, каде што на 31 јас и Криптофил очекуваме да најдеме уште еден гостин. Ако не успееме да се договориме, тогаш ќе имаме малку подолго време за прашање, каде што ќе може да прашате се што ве интересира, така да запишете го чисто како случување. Ако можете да дојдете, ќе ми биде мило на 31 слободно, значи направете на евентот follow и кажете ни дека ќе доаѓате чисто да имаме прилика предвид колку луѓе би очекувале. Тоа е се надевам дека научивте нешто од ова видео. Ви благодарам и се гледаме во следното. Поздрав од Крипто Гемиџија.